Територијалната противпожарна единица од Кочани во изминатите 24 часа имаше поголем број интервенции за гаснење пожари на отворен простор предизвикани од палењето на страништата во ризовите ниви. Целата единица со сите возила и персонал во изминатото деноноќие беше на терен. Интервенираше во Полскиот регион за да спречи евентуална опасност за објектите во населените места, но и за стопанските објекти во индустријската зона на западната страна од градот. Најсериозна состојбата беше меѓу селата Градовци, Мојанци и Подлог, а потоа огнот се прошири на просторот меѓу Облешево и Тракање, поради што во еден период беше оневозможен и сообраќајот, па возилата беа запрени на патните правци додека состојбата да се смири. Од територијалната противпожарна единица информираа дека силниот ветер го отежнувал гаснењето на огнот, што се издигал и по неколку метри, со оглед што се запалила сува слама и трска. Во атарот на Мојанци и покрај интервенирањето, пожарникарите не успеале да спасат механизација за балирање слама, како и помошен земјоделски објект кои целосно изгореле. Со оглед што теренот е каллив и тешко пристапен, а во некои од ризовите ниви се уште има вода. Поради брзото ширење на пламенот кон селото Горни Подлог, пожарникарите се обидуваат да го локализираат пожарот и да спречат евентуално оштетување на куќите и другите објекти во близина. Слично беше и кај Грдовци, каде огнот дојде сосема блиску до првите куќи на влезот во селото, па жителите и сами излегоа да гаснат. Ја што знам, рече го секоја година, лани полени па до 2 сата, до 2,5 сата бе дежурен тука. Спремам, треба тука да гасам. Сега морам да косам. Па ние сме најблизо тука, да. Што да правиме, мораме да трчаме. Навече се пали, јас само трчам. Добро, сега извадим моторче, има и моторче за овали. Во гасењето на пожарите помогна и волонтерите од Доброволното противпожарно друштво од Кочани, кои заедно со професионалните пожарникари упатија апел за совесно и одговорно донесување и да не се палат жетвените остатоци во полето. По огнената стихија во Кочанскиот регион, предизвикана од палењето на жетвените остатоци во ризовите полиња, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов упати писмен повик до земјоделците да ја прекинат таквата штетна практика. Во апелот тој ја нагласува загрозената безбедност на жителите и на материјалните добра, посебно во населените места Горни и Долни Подлог, Градовци и Мојанци, што беше доведена во ризик. Исто така, во опасност беа и екипите на територијалната противпожарна единица и Доброволното противпожарно друштво од Кочани, кои вложија надчовечки напори во гасењето на пожарите. Апелирам да престане палењето на жетвените остатоци, затоа што носи долгорочни последици. Се уништува целиот жив свет на земјоделските површини, како и корисната материја која што представува органско ѓубриво, се разнишува биолошката рамнотежа, се загадуваат површинските и подземните води. Со согорувањето на органската материја се загадува воздухот и се емитуваат стакленички гасови кои се главни причинители за климатските промени. 30 на пожарникари и доброволци со 7 возила повеќе од 12 часа беа на терен и успеа да спасат неколку стопански објекти во местноста Керамидница, како и куќа на влезот во Горни Подлог. Според последните информации, пожарите се под контрола, а противпожарни екипи дежураат на критични места. Согласно законската регулатива, палењето на жетвените остатоци е казниво со закон, односно за палење на оган во посевите, во страништата и во нивната близина, како и за оставање, фрлање, спалување или неконтролирано отстранување на жетвените остатоци следуваат казни. Овластените инспектори за земјоделство и за животна средина и полициски службеник можат да изречат мандатни казни со парична глоба за сторен прекршок или да поведат кривична постапка, се вели во писмениот повик од градоначалникот Љупчо Папазов. Палењето на сламата и страништата во ризовите полиња пред околу 4 години ги обедини надлежните структури во локалната самоуправа и невладиниот сектор, заеднички со финансиска помош од странски фондации и агенции да преземат конкретни чекори и мерки да се намали таквата навика кај земјоделците. Преку проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет, активностите беа насочени кон одржување средби со земјоделските производители, на кои се укажуваше на неопходноста од зачувување на животната средина и избегнувањето опасности од материјални штети за објектите и населението. Актуализирањето на проблемот со палењето на страништата во тој период најде на добар одзив,
а покрај општина Кочани се вклучи и представници од местните и урбаните заедници, од комуналното предпријатие Водовод, од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, па дури и од Министерството за земјоделство, кое со давање финансиска помош за купување комбајни со сечкалки презема активности за собирање и искористување на сламата за производство на компост. Значи, овој проект има за цел да со неговите активности да допринесе кај земјоделците за употреба на оние минимум основни моменти за користење на добрата земјоделска пракса, нивна примена во нивното производство на житните култури, со што би се допринело за зачувување на животната средина. Исто така, овој проект нуди и алтернативни решенија за справување на земјоделците со жетвените остатоци. Значи, со сите тие потребени алтернативни решенија би се дошло до намалување, значително намалување на лошото користење, лошото справување со жетвените остатоци или поточно, едноставно кажано, палењето на жетвените остатоци. Во комуналното предпријатие Водовод се воспостави модел за собирање на сламата од ризовите ниви и нејзино транспортирање до станицата за пречистување на отпадните води кај селото Мојанци. Таму таа се користи во процесот за филтрирање на водата од фекалната канализација, пошто со посебна хемиска постапка од неа се добива органско ѓубриво. Како сопствен придонес во проектот, од локалната самоуправа на Кочани пред 4 години најавија дека ќе се работи на подобрување на условите за собирање на сламата од полињата, како и за нејзин транспорт до пречистителната станица за отпадни води, за што почнаа активности за поправка на полските патишта. Ќе почнеме веднаш со реализација, односно прочистување, пробивање, тампонирање на сите пристапни патишта до нивите, да возможиме земјоделците исто така да полесно доаѓат и полесно го собират како родот, така и сламата. Понатаму, со пречистителната станица, значи еден голем дел, во колку изнајдеме заедничко решение со земјоделците и јавното комунално предпријатие за потребите на пречистителната станица, значи една количина од сламата ќе биде соберена, односно преземена од страна на јавното предпријатие на начин на кој што ќе биде договорено со земјоделците. Проектот Добра земјоделска практика, богат биодиверзитет беше дел од програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка во координација со Фармахем од Скопје. 4 години по почнувањето на проектот, очигледно е дека истиот некаде заглави. Обновувањето на полските патишта минатата година запре, а и собирањето на сламата за пречистителната станица беше со намален интензитет. Резултат на тоа е повторното палење на нивите, загадувањето на воздухот и опасностите од пожари за жителите од полскиот регион. Основните и средните училишта кои што не се пријавиле на огласот за добивање субвенционирана електрична енергија, тоа да го направат веднаш со оглед што рокот за пријавување трае до крајот на оваа недела. Ваков апел упатија од владата со цел да им се овозможи на образовните институции во наредниот период да ги намалат трошоците што ги плаќаат за струја. Пријавувањето се прави до СМ, од каде е обезбедена посебна поволност за училиштата да ја набавуваат електричната енергија по субвенционирани цени. Во пресред на почетокот на учебната година би сакал да упатам уште еден апел до основните и средните училишта кои што се уште се немаат пријавено на огласот за добивање на субвенционирана електрична енергија, истото веднаш да го направат. Министерството за образование во текот на вчерашниот ден исто така ги повика училиштата да аплицираат на повикот за субвенционирана електрична енергија, за што службите на СМ им стојат на располагање. Рокот за пријавување на субвенционирана електрична енергија за периодот од 1 февруари 2023 година завршува во петок на 20 јануари 2023 година. Заеднички интерес е децата да имаат непречена настава и топли училници, а училиштата да имаат помали сметки за електрична енергија. Одговорноста е на сите за полесно справување со енергетската криза. Министерството за образование информираше дека учебната година ќе проложи на 23 јануари и тоа со физичко присуство на сите ученици. Зимскиот распуст е проложен поради заштитата на здравјето на учениците, но и заради заштеда на електрична енергија.
Со оглед што дел од основните и средни училишта се уште не ја искористиле поволноста за снабдување со субвенционирана електрична енергија, е упатен апелот до раководствата на образовните институции да ја реализираат таквата можност. Со тоа ќе се намалат трошоците за струја, а ќе се обезбеди и физичко присуство на учениците до крајот на учебната година. Во основното училиште Страшо Пинџур во Соколарци, како и во подрачното училиште во Чешиново, заврши проектот за реконструкција на дел од внатрешноста на објектите. При тоа, заменети се внатрешните врати на училниците, на наставничките канцеларии и на другите простории, а старите и дотрајани плочки во холот на училиштето во Соколарци се заменети со нови. Исто така, пред новогодишните празници заврши реконструкцијата на тоалетите на првиот спрат во училиштето во село Чешиново. За реализираните активности инвестирани се над 970.000 денари во бруто износ. Изведувачи на работите беа фирмите Бекја од Кичево и Конструктор Ком од Кочани. Со реконструкцијата на која се чекаше подолг период, значително се подобруваат условите за работа и изведување на наставниот процес во двете училишни згради, а тие беа дел од планираните инвестиции за минатата година. Предходно, основното училиште Страшо Пинџур од Соколарци инвестираше околу 180.000 денари, со кои набави 13 смарт телевизори, што се неопходни за изведување на наставниот процес.